Во оваа приказна наречена Зен, доловуваме 7 инспиративни животни искуства на идолите за цели генерации, кои ќе послужат како пример, водилка, одредница, дека се е возможно во овој живот. Се што ќе посакаш, замислиш, на се што ќе се посветиш. Ова е за сите кои не се пронашле, стигматизираните, маргинализираните, неприфатените. Зен, твојата иднина започнува денес. Изет, особена чест што си ни гостин во емисијата Зен. Фала ти многу што прифати нашата покана да ни се приклучиш на оваа убава мисија. Љубов, сила, слобода. Ќе почнеме од прашањето како изгледаше детството на Изет. Дали го памтиш твоето детство? Од Чаир. Да, моето детството много едноставно, на улица. Не сме имали ни паркови, ни стадиони, ни топки, ни ништо, него на улица сме се играли. Мислам од тоа малото детинство. Меѓутоа, ја као адолесцент, тоа не знам, затоа што ја на 14, немав ни полни 14 години, почнав да учам занат. Тоа мајка ми тоа сакаше дека школскиот систем предпладе една недела, после падне стално еден пола ден слободно и учев занат. Така да апсолутно после 14 години ја не знам што е тоа детинството и тоа. Младоста ја помина и во инвестиција во себе. Тоа сум учил занат, ги учев моите сестри. Ја постанав и некој педагог, уште на 15 години. Лесно ми беше да имам студенти, затоа што само моите сестри 5. А дали ги памтиш твоите идоли од младоста? Идолите, апсолутно, затоа прво тие 60-ти години, кога почнале групите, моите идоли, првиот идол, најголемиот идол за мене, чак и он ми даде некоја идеја, Елвис Пресли, а после групите као Ролинг Стоунси, Битлси, тоа. После групите, пошто немавме додир со тие светските групи, после нашите групи. Тогаш беа групите во Скопје, Безимени, Бисери, Урагани, тоа. Значи, јас со нив сум се дружил. Имаме фаза кога си бил дете, имаме фаза кога си бил младо момче и потоа на 22 години одлучуваш да одиш во Париз. Да. Париз тоа дојде после тоа, пошто значи занато почнав рано и после се запознав, мислам, кај мојот мајстор, еден друг мајстор, кој Томе Малиновски, и одлучивме со него да отвориме бутик. Значи, бутикот не беше тоа само крајачка работилница, него имаше ствари готови. Се рачунаше као од првите бутици, као, ето, ние се бавивме со некоја креација, некои дизајнери, и одлучивме да идеме за Париз, зашто немавме многу големи информации. Не е тоа као денеска, имаме сите музеи, сите новини ги имате у джеб, тогаш ајде да видиме у Париз што, и одлучивме ја да идам у Париз, и за да бидам 2 недели таму, одма да купувам каталози, книги, ревии и тоа све, и ги потрошив парите. И не можам да се вратам. И денеска е така. И денеска така. Сеќаваш на моментот кога требаше да заминеш во Париз, какви емоции имаше? Имаше страх? Знаете што тоа? Ја тогаш се спремаве многу, мислам, и финансиски требаше некои пари да се блокираат у банка, и тоа, мислам, цело Скопје знаеше дека ја идам за Париз, па ќе дојдат да ме видат, кај идеш за Париз и тоа. Една година скоро не јадев и не пиев дома. Кој другарите ме вика, као сум огромно лице, јас сега идам за Париз. Јас се сеќам тоа, значи тие, како е тоа спремање. Денеска јас сум направил 3 пати можда круг околу светот, никој нит ме прашува, а тогаш е нешто друго.
I така и останав у Париз. Ја не малку што ги потржив парите, тоа друго, после ја одма одлучив дека тоа е место каде ја сакам да живеам. Овде, мислам, имав ја добра ситуација, финансиска, бутик, дуќан, ауто, имаш све, и тие се чудеа што ја се треба да тражам таму у Франција. Ја 6 месеци сум размислил како да ја кажам на мајка ми дека нема да се вратам. И не сум апсолутно, ни еден момент не сум ставил у глава дека да идам да заработам нешто и така да... Не, значи ја реков, тука сакам да живеам, се тука креирав мојот простор, како да живеам. И после 6 месеци на мајка ми реков, мама, овде е местото. Ти све имаш овде, немаш потреба. Ја не дојдам за тоа, ја сакам тука да живеам и така и останав од 72 до ден денес. Како е да се работи со звезди како Депардие, Белучи, Наоми Кембел, Синди Крафорд? Обични луѓе, звезди? Да, знаете што, јас сум имал од тие, значи, јас сум од тие луѓето, јас сигурно сум имал некоја звезда кој ме чува. Од самиот почеток работив во најлуксузната фирма во светот. Значи, тоа е фирмата Ермес, и кога вие работите во една голема фирма, позната фирма, нормално доаѓаат познатите луѓе. А друго, сега, у тие фирмите, просек на луѓето години таму, од 50 па нагоре, а ја 22 години, а плюс од Балкан. Тоа е као да си ти некој екзотик. Чудно. Како може човек од Балкан да знае толку да работи? А после со муштериите, после со некој имате афинитет. Афинитет и после тие кои доаѓат по втор пат ве тражат. И јас сум имал пуно тамо кои работа 30 години и со нив кои беа љубоморни што ја не знаев добро француски, или Шон Конри вика не онај Југо да дојде на проба. Еден од главните ваши мотиватори и ментори е Азадин Алајан. Да. Тој е перфекционист во искористување на материјалите. Не правел засебни колекции, па потоа реви, него едноставно неговиот живот бил многу оригинален. Правил чуда, значи бил нешто ново во светот на модата. Кажи ми што научи од Азадин? Што научи тоа? Ја прво заната сум го научил со мајсторите у Скопје, која сигурно тие мајстори, као Цале, као Томе, Малиновски или Ангелковски, сигурно да биле во Франција, сигурно би биле светски имиња. Да. Азадин Алаја, еден од тоа, можам да кажам дека еден од тие луѓето 10 овие шнајдери или моделисти на техничка страна, плюс он има плюс талент 20 век. 10 големите луѓе тоа. Јас сум се изненадил, јас него сум го запознал кај Ќери Миглер, зашто и он работеше, доаѓаше да помага кај Ќери Миглер, и после сме останали големи пријатели заедно со него, и после почетокот јас сум му помагал, затоа што ја од 74-та имав работилница таму. А он почна 78 да прави колекции и првата ревија од 81 за Њу Јорк, 90% е реализирана во моите простори. Јас сум му помагал. Тоа е едно створење кое е апсолутно талентирано и кој човек уопште не спие и кој работи ден и ноќе и нормално се по тоа се гледа, меѓутоа ја као некој мајстор, јас сум мислил, сега знам како прави она Азадин Алаја, меѓутоа бум, после 2 сата ќе ви изненади со друга идеја, друг метод и тоа се огромни луѓе. Затоа после сум сакал со него да работам исто и оно, и останавме све до крај на животот неговиот, он
почина пред 2 години и јас сум бил у контакт со него све до крај. Сега во истата фирма, сега има наши студенти кои веќе работат таму. Сега веќе којасно кај младите, од оваа перспектива на твоето искуство животно, што би му рекол денешниот изет на тој младиот изет кога бил во младоста? Би му дал некој совет? Советот, знаете што, кога сте вие одлучиле дека тоа ќе биде вашата професија, професијата да бидете модни креатор или голем моделиста, голем кројач. Академијата за кројачи во Франција е затворена, заднијата голема академија 1954. Таа академија траела 8 години да студирате да бидете вие кројачи. Затоа тие биле големи кројачи све до 60-те години. Немало тоа некој дизајнер мода да прави, него сите кројачи кои тоа биле. Значи, тоа ви кажува дека колку е одговорноста во една фирма на еден моден креатор. Тоа е, например, све тука младите мислат дека ајде креатор, ќе направам 2 цртежа и 3 цртежа и јас сум дизајнер. Треба да кажам дека кога сте вие одлучиле да бидете креатор, вие треба многу да работите. Многу да работите, многу да учите, да идете по концерти, да читате многу, да идете по изложби. Затоа еден креатор не може да биде ако нема една генерална култура. А за да достигнете до генерална култура, треба да знаете. Значи, одговорното место за еден креатор е најголемо во една институција, затоа што све он што ќе црта, индустријата производи. Значи, голема е одговорноста. Треба да, кога сте изабрали тоа, треба многу да се работи. Не може да бидете вие креатор, отидов, завршив факултет 3 година, јас сум креатор. Што си креирал? Уште ништо, али јас сум креатор. Во. Знаеш дека и самиот сум лице со хендикеп. И многу интересен тој феномен во денешното живење во 21-виот век, каде што гледаме дека еве на пример во Македонија имаме се уште услови кои што не се приспособени за нас, нели, како лица со погрешен. Што мислите дека може сите луѓе да научат од нас, од луѓето со хендикеп? Која е лекција? Најважната ствар ќе научат. Најважната ствар. Прво треба да научат да слушате. Друго е после да гледате. А третото е стрплението и љубовта. А тоа е најбитно за човекот. Најбитно е за човек. Ако вие не знаете да слушате, и ако вие не знаете да гледате, ако вие не знаете како ќе не знаете да сакате, а сигурно стрпление треба да имате. Тоа е најбитно. Стрплението, затоа е многу битно, има многу луѓе кои тоа во светот го сватили. Ја, кај мене, апсолутно, од 74 до 2012 во фирмата, јас сум има обавезно од арникјат. Обавезно. Да, вработен со хендикеп. Апсолутно. Затоа што вие само тука може да докажете дека ништо знаете да може да делите со некој. Дека сме, да. Јас сум Александар Матовски Цаков. Имам 30 години. Иако соодамно Сидоров завршив педагогски факултет, денеска работам во град Скопје. Инаку ја водам емисијата Јас сум Цаков. Код вас пораката е да бидете креативни. Има ли нешто што изет не го остварил во овој живот? Ја од 14 година све до 17-18 јас сум од тоа сум покушал, значи до 15 да научам нешто, па од тоа да живеам од тоа. После тоа постана некој понатака да идам за Франција. После тоа постана бизнис од тоа. Мал бизнис и така, ајде, но тоа по бизнис е тоа. Сега, значи, од тоа што сум учил и од тоа што сум работил и од тоа, сега тоа постана школа. Тоа школата, животната школа,
Тоа ја го пренесувам тоа и мене најголемо задоволство кога ќе шетам некогаш по Париз и ќе видам некоја фирма или некој креатор кој учел кај мене, а тоа гледам сега во Косово, зашто првиот факултет го отвори во Косово 2005 и е овде сега во Скопје, а Скопје за мене оно како беше ла кухона, оно Да, вишњата на тортата на шлагот или Корона од кралот. Да, со короната треба да внимаваме сега. Сега Во пандемијата. Сега у Скопје Круна на твојата кариера, така? Да, тој кругот завршава каде и почна. Тоа сум ја многу среќен. Овде има млад свет кои се страшно талентирани и јас сум многу среќен затоа што ја така живеам. Така. Ако никој не ме сака и ако никој нема потреба од мене, ја не знам зашто би живеел. Па еве да се надоврземе. Алаја што кажа? Вели да добиам аплауз само за себе, а работат со мене многу луѓе е тотална непочит. Значи многу е битно да оставиме белег, трак, да оставиме нешто зад себе, нели? Едно е да правите ваши колекции, да градите свој бренд, меѓутоа друго е кога вашето знаење ќе го пренесете на друг. Знаете, кога ќе стигнеме на тој ниво за да делиме, значи вие сте тука сте широкогруден, затоа што немате потреба, вие сте прво да привилегировани од природата, од Господ, од луѓето, значи тоа другите немат тие шанси, а на студентите да викам, знаете што, немојте да сањате Париз, сега ви е Париз тука. Јас сум тука. Значи, ја донесов тоа што научив таму, затоа викам школа, мојот живот остана и ништо. Сите фирми, големите фирми, но сега со пандемија и тоа изгубени се малку контакти, сите ме викат овде дали има талентиран, значи затоа што сите фирми во светот, сите било која професија тражат нови таленти, дали сте вие од тие. Значи, ете, Скопје ќе многу брзо ќе видите горди од младите креатори од Скопје. Баш ми е драго што го слушам тоа. Има ли нашата држава потенцијал да конкурира со текстил? Бидејќи тоа е една индустрија која захтева многу, нели? Како не? Знаете што, прво што јас сум знаел дека овде ќе биде успех од 100%. У Косово не. Зашто во Македонија? Може ја знам повише Македонија, али Македонија првата индустрија, најголемата индустрија во Македонија секогаш бил текстилот. Вие знаете дека овде не постојат моделисти. Моделисти оној кој прави шаблони. Не постои тоа. Не постои. Иначе 100% овде фабриките, сега има некои помали фабрики тоа, сите работат лон систем. Лон систем. Како може тоа? Како може тоа? И ништо, тоа е најтешката работа, ти е лон. Некој ќе дојде од Германија тамо и тој ка еде за војска да шиете и со најмодерни машини, со ти шиеш нешто, крој и ши. Земите вие луѓето, тие немат поверење на нивните деца. Една фабрика од Штип ме вика, овака, дали имате тоа? А колку години има тоа особо? 22. А не, деца, не взимаме ние. Немат поверење, тие мислат дека децата се не знаат ништо. Дали Македонија има право да има модни креатори? Да. Дали Македонија има право да има моделисти? Да. А тие не. И сега ќе земат моделисти некои од стилисти, некои взимали од Хрватска и тоа. Ало, направи твоите деца. А друга ствар, тоа е исто као да правите болници без доктори. Ето, така функционира текстилот овде. А тие морат обавезно да размислат нешто другчие или значи не,
затварат. Така. Македонија има тоа, може, затоа што има една традиција. Знаете што вие кога работите 100 години или 70 години со фабрики, со текстил за цел свет, значи вие имате искуство, имате пракса. Тоа е традиција. Вие треба тоа да се служат. Така мислам ја. Изет од оваа перспектива твоја на човек со големо искуство, значи, што значи да биде човек слободен? Тоа е најголемиот проблем денеска, да бидеш осигуран и да бидеш слободен. Тоа е најголемиот проблем. Чак вие да имате некоја куќа надвор од Скопје, па требате да заштитите, па аларми, па ово, па она, па дали значи тоа е најголемиот проблем во денешно време, било каде. Слобода и security. Да, безбедност. Безбедност. Тоа е најголемиот проблем. Сега, јас можам да кажам дека сум задоволен со неколку ствари, затоа што стварно сум бил целиот живот слободен да направам оно што моите раци, али тоа само мен, оно што сакам ја. Ето. И тоа ја ги посакувам на младите луѓе, тие кои идат на оваа професија или други професија, нарочно на ова, каде што можам да зборам, дека им посакувам да живеат материјално, социјално со тоа што прават со нивните раци. Тоа ќе посакувам. Значи, вие кога ќе направите нешто, па од тоа ќе продаете, ќе живеете, ја сад посакувам тоа. Јас сум од тие луѓето што сум научил и со тоа сум ги отворил вратите на најлуксозните фирми, ама сум имал срплење. И човек кога е силен, кога има таа слобода, се чувствува и посилен и има и повеќе сила и да даде и повеќе љубов, така. Тоа е надоврзување на она што го кажавте. Доколку имате сила, имате слобода. Имате слобода, имате и повеќе љубов во себе. Доколку тие работи ги немате заедно, тогаш сте веројатно потиснат во себе, се плашите. На моите студенти кои им викам ова што им посакувам да можат да обстанат финансиски од тоа што прават со нивните раци, тоа е многу битно, али да се стигне до тоа треба голем сакрифис. На некој роден ден, а не сте го завршиле моделот, нема да идете на роден ден. Не го завршите тоа. Така, апсолутно е. Изет, фала ти многу уште еднаш. Ти благодарам, наистина мене. Фала за вас што мислите што ме ставите на такво вредно место, што можам нешто да направам, али јас сум апсолутно 100% со вас. Ти благодарам уште еднаш и ќе се видиме во многу поинтересни проекти и понатаму и ќе го користиме вашето искуство. И сигурен сум дека многу поколенија на млади луѓе, деца кои поготово работат во дизајнот или проектирањето и моделирањето, дека од вас можат многу да научат. Фала ти за уште еднаш многу. При изведување на овие вежби не треба да чувствувате никаков дискомфорт или напор. Истите треба да делуваат релаксирачки на вашето тело и ум. Доколку тоа не е така, пробајте да го намалите интензитетот или пак прекинете ги веднаш. Лицата со попреченост можат да бидат асистирани од друго лице при изведување на вежбите и масажата. За време на пандемијата COVID-19, како и за време на појавата на алергиите, особено е важно да одржуваме хигиена на горните дишни патишта и синусите. Пожелно е вежбата да изведуваш во тивка просторија сам со себе. Пронајди комотна позиција, може да биде во седечка или лежечка положба. Земи неколку длабоки релаксирачки здива и исправи ги вратот и главата. Со два прста од двете дланки растегни ја нежно кожата и плиткото ткиво до десната ноздрва во хоризонтална линија. Биди нежен, не мора да притискаш силно. Задржи ги прстите во оваа положба 30 секунди.
Потоа, истата постапка повторија, растегнувајќи ја кожата и плиткото ткиво до левата ноздрва. Повторно, биди нежен. Задржи 30 секунди. Можеш да ја повториш оваа вежба 3 пати. Надополни оваа вежба со масажа на соодветните акупресорни точки одговорни за олеснување при главоболки. Притисни го нежно делот помеѓу веѓите и задржи 30 секунди. Потоа, притисни го нежно делот помеѓу носот и горната усна и задржи 30 секунди. Уживај во зенот. Во следната епизода на Зен. Многу често животот не се состои само од победи и од порази, се состои од некои работи кои што се случуваат измеѓу. BJ Fogg, социјален аналитичар и истражувач од Универзитетот Стенфорд, во својата книга Мали навики посочува дека било која активност која правиш, треба да извршуваш со задоволство. Колку човек може да влијае на себе си и со само тоа на другите. Веројатно една од причините зашто е работен оваа работа е и токму таа можност. Нашиот сон е малце од малце да бидат подобро за инвалидизираните лица, општо. Излезат од 4 зида да имаат верба во самите себе, затоа што ние посебните треба да се поддржуваме и да покажеме и докажеме дека сме дел од ова општество.